Представувам германска невладина тука, на беџот ми вели Украина и секогаш каде и да одам, каде и да патувам, официјално ја представувам Украина. Тоа што ми значи мене. Тоа е едно чувство. Не сум на фронтот сега. Носам војнички цокули. Треба да бидам благодарна луѓето кои што седат во топли соби, но тие одлучиле да се борат на фронт за демократијата со своите тела. И може би да умрат за таа цел и дефинитивно треба да се сетиме на тоа дека да не правиме доволно и треба да правиме, мораме да направиме повеќе. Одење од една од друга земја за да ги поврзете, да ги ангажирате политички сили. Проблем број 1, да, авторитарните власти се добри за поврзување и помрежување, а демократите мислат 10 пати пред да се поврзат со некого. Дали си доволно добар, дали си доволно професионален, дали ми е удобно сега да соработувам со тебе. Значи, треба да се соочиме првен со овој проблем. Навистина не бива за ова. Не одржуваме контакти. Ќе ви кажам 3 проблем. Ќе ви дадам решение. Вториот проблем е дека без информациите и пропагандата целат луѓе на ниво на информација, емоција и вредности. Исто она што требаше да го зборуваме беше медиумската писменост. И сметам дека медиумската писменост се однесува само на информациите. И токму овдека сме слаби. Нашето оружје не е доволно добро. Гледаме дека дезинформацијата функционира на 3 нива и ние се бориме само на едно ниво, само во еден правец. Не, мора подлабоко да работиме. Треба да бараме нешто повеќе. Потоа си запишав, чекајте ме ке да дзирнам. Што откривте? Како пропагандата и дезинформацијата од Кремлин влие врз човековите права? It's more than 10 years, yeah. Повеќе од 10 години, повеќе од 1000 дена, повеќе од 10 години. Третиот проблем е дека ефектот на оваа дезинформација е дека не дека се шират лажни вести, не дека луѓето веруваат во погрешни информации, туку не веруваат во ништо. Луѓето сакаат да си речат добро, живееме во добро општество, нема потреба да барате вистина, само се откажувате, но сепак на крајот веруваат во некого и во нешто. Ако Трамп вели мигрантите јадат мачки кучиња, луѓето знаат дека не е вистина, но одлучуваат да му веруваат, одлучуваат да го следат. И тукму тука ние губиме доверба во луѓето. Луѓето не сака да барат вистина. Затоа медиумската писменост не е одговор. Не е одговор. Зашто може да имаме вистински спремни луѓе што може да откријат што е точно, што не е, но сепак да следат. Што сакам да предложам? Не само при работа на ниво на информации, туку треба да се работат на вредностите и на информациите. Треба да излеземе на улица, да се сретнеме со луѓе и да зборуваме со нив. Ова е екстремно емотивно и зема време и неудобно, но не гледам друг начин.
како мојата невладина, што прави во Источна Германија. Луѓе кои што се замаени дозволувам да ми се истурат со нивните мислења и полека со покажување на емпатија се обидувам да ми ја сменам перспективата, да видам каква емоција имаат и каква вредност имаат, што би не поврзала, затоа што тие се во своја ехо комора, независно колку ми се добри мене книгите, си носам книга со мене секако. Анализираме сите книги кои што се лиферуваат во Германија и убедуваат да им ги променат мислењата, но тоа е залудно. Ако сакате монивизирате луѓе кои што немаат ваше мислење, треба да играте со нивните вредности и емоции. Имаше една убаво истражување од Питер Померанцев на тоа како да се работи со запознавањата вакви и поврзувањата вакви. Велат, нема да се борите со дезинформацијата, туку да се обидете да ја разрушите врската помеѓу водачот и следбеникот. Значи, ова е нешто, да речеме, ако речат дека е прашање за безбедност и затоа не ја поддржуваат Украина или друга земја, тогаш зборувам за потребата за безбедност. Се поврзам со да, велам и јас сакам безбедност, верувам и јас сакам мир и јас сакам и ке мене да биде така, зашто во моментов сега таму, кога велиш мир, мислиш да се откажеш од Украина или од демократија. Ако сакаш да кажеш неутралност, значи да соработуваш со Русија, како Узбекистан и Киргизстан. Овие земји велат дека се неутрални и разбирам, но во нивна состојба, во ситуацијата во која што се наоѓаат тие, географски, економска, голема храброст да се каже дека се неутрални. Тоа значи дека се против Русија, дека се за Украина. И моја задача е да дадам да го пофалам тоа, да кажам добро, ајде неутрални се, ајде да продолжиме од таму. Ова функционира за вас и да изградиме нешто повеќе врз таа остава. Значи, диалог секојдневно. Имаме проект што има добра финансиска подлога. За жал, не можеме да најдеме доволно луѓе кои што не се само љубители на демократијата, туку и луѓе кои што не им е мрско да зборуваат со случајните минувачи. Се надевам дека ќе ми се придружите во мобилизирање на луѓето за демократијата. Тука би помогнало да се користи критичко мислење, едукативен материјал со Молдавија, Грузија и Украина, учење врз основа на проблем. Ако имаме ученици во одделението кои што веќе произведуваат дезинформации, треба да ги вратиме на ниво на донесување одлуки. Значи имаме едно комплексно морално прашање, да речеме, каде што секој мора да донесе одлука, па ние ги мотивираме на лице место да донесат одлука и па ги прашуваме што мислиш ти за конзумирањето вести, како одлучуваш. Some decisions and you need to base them on morality. Треба да се повикаме на моралот. Потоа, трето нешто за овој сојуз, не е доволно да се поврзуваат. Треба вистински интимно да се поврзуваат. Денеска зборуваме на третиот панел, зборуваме повеќе за Германија отколку за Северна Македонија. Ова е поврзано со начин на кој што
ние сметаме дека експертизата доаѓа од Германија. Морам да речам дека не е оден на Германија баш добро во борбата со дезинформациите. Северно Македонија е многу подобра. Затоа што гледаме голема отпорност и треба да учиме од вас и да слушнеме зошто толку сте отпорни како општество на дезинформации и да ги подучиме германците. Немаат германците монопол на експертиза и она што можем да го видиме во Централна Азија, исто така земјите не учат едни од друга, треба да чекаат американец да ги научи. Секој од страна се смета за експерт од овие земји. Секако ќе критикуваат, но ќе речат не може да го примениме тука. Но тоа пак не води до покана на локалните експерти или некоја експерт од непопуларна земја да види што може да научи од таа земја. Значи, треба да се демонополизира експертизата и да се професионализира истата. Но автократиите многу инвестираат во дезинформации, затоа што одлучуваат на ниво фактор 1 и кој што ќе одлучи да уништи социјална кохезија во демократска земја. Тоа е приоритет број 1. Затоа ги здружуваат ресурсите и инвестираат на таа место. Ние немаме таков луксус и мораме да се подобриме во оваа борба. И тука можем да видам како се користат нови маси од автократиите, а истите се ги пренебрегнуваат демократи. Да речеме TikTok, вештачка интелигенција, тоа е одлична алатка, има потенцијал да се бориме со дезинформации. Зошто се уште во секоја земја немаме четботи кои што ќе се борат со руска дезинформација? Не е комплексно се создадено, наместо тоа гледаме дека се користат за длабоки фейкови и така натаму. Што е со TikTok? Десничарите се многу присутни таму, а велиме, ама не е етички, не сакаме да го користиме и онака ќе изумре TikTok, Facebook е друга платформа, но ние не сме доволно професионални. Ви благодарам. Импресивно. Знам дека на ниво на ЕУ има некои тенденции да се регулираат сите овие медиуми. Што мислите вие? Дали ова ќе биде корисно да се направи? Посебно кога станува збор за ваквото регулирање на медиумите, исто така употребата на податоците. Микрофонот не е вклучен. Слушнав за едно интересно влијанието, што имавме претходно, за демократските дебати имавме неколку паралелни платформи на кои што луѓето често ширеа различни завери. Сега, откако ги немаме веќе таквите прописи, регулативи, луѓето пак се враќаат на X. Може би се постигнува, да речеме, нешто што е позитивно, а она што е позитивно е што сега сме сите во некаква си виртуелна просторија, повторно заедно вратени. Меѓутоа, ако само правиме анализа што ни се случува само на нас, тогаш одговорот е да, светот не станува полесен и подобар за нас, но мислам дека треба да работиме со она што го имаме.